Советот на општина Кочани одржа 16-та редовна седница, чиј првичен предлог дневен ред од 30 точки беше дополнет со нови 3 точки. Мнозинството во Советот ја усвои информацијата за невремето од 24 јули оваа година и настанатите штети од него. Општинските служби соопштија дека во соодветниот рок пристигнале 108 пријави од физички и правни лица. Комисијата извршила увид на оштетените објекти, пошто ќе следува процека и ќе се бара од владата исплата на одштетата. Советот ги усвои извештаите за работењето на претходната и годишните програми за работа на основните училишта за престојната учебна година. Даде согласност за формирање паралелки со помал број ученици и комбинирање паралелки во основните и во средните училишта, како и за згрижување поголем и помал број деца во воспитните групи во детската градинка Павлина Велјанова. Во дискусиите поврзани со полугодишната работа на комуналното јавно претпријатие Водовод, членовите на Советот усвоија неколку заклучоци. Јавни институции да не користат брокерски услуги или при користењето провизијата да се ограничи најмногу на 5% во рок од 60 дена. Комуналното јавно претпријатие Водовод да направи анализа за рационализација на бројот на вработени и пресметка на реалната цена на водата и на другите комунални услуги, да се формира штаб што ќе предложи санацијска програма за излез од кризата и да не се склучуваат нови договори за користење на геотермалната вода по постојаната цена. Советот го утврди како приоритетен за кофинансирање проектот намалување на загубите на вода во водоснабдувачкиот систем и искористување на соларната енергија во комуналното јавно претпријатие во Кочани. Советот ја разгледа информацијата во врска со проектот изградба на дом за стари лица во општина Кочани, кој е иземен од финансирањето од Министерството за труд и социјална политика, кој побарало намалување на сместувачкиот капацитет од 148 на 150. Сдруженијето на пензионери Кочани, како учесник во изработката на проектот, останало на ставот дека домот треба да го задржи регионалниот карактер. Делејќи го ова мислење, општина Кочани ќе бара дополнителни решенија за финансирање на изведбата на домот за стари лица. Советот донесе одлука за организирање и дефинирање услови за доставување стока и ги усвои правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот и условите за користење на службените возила во сопственост на општината и полнење гориво, во чии рамки го изгласа и заклучокот за обележување на овие возила.